Добро вечер и добро дојдовте во магазинот Вечерва со Слободан Томич, петок, 7 јуни 2024. Лето господово. Почитувани, да бидам искрен, задоволство ми е вечерва што сум повторно заедно со еден еминентен експерт, професор, пред се македонец, кој неуморно се бори за вистината, а и неуморно се бори за тоа што секој сака правдата и вистината да прести во вистинско светло. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, благодарам. На мојот почитуван професор доктор Константин Димитров, председател на Центарот за енергетска ефикасност. Професоре, задоволство ми и предизвик, како што спомнав, да бидеме заедно речиси по изборите кои беа токму во ова студио, во овој магазин, и кои заедно навистина, зашто со уште еден ваш колега, Танас Котуневски, успеавме да демистифицираме сета таа лага и таа искривоколчена стратегија што ја наметна, октруира експертите, новинарска забелешка и луѓето кои знаат да бидат екзибиционисти на народна забелешка, кои вистината секојаш ја трансформираат невистината во вистина. Тоа беше за и околу проектор Чебрен. Да бидам искрен, успеавте да го спречите тоа големо предавство што ќе ја чинеше Македонија многу. Пак ќе кажам ново предавство, бидејќи така беше дефинирано од многу голем број експерти, исто вклучувајќи вас преди се, бидејќи беше минута до 12 кога рековте нон пасара. Днешната тема е со нова енергија до енергетска ефикасност. Еве, да почнеме, се случи тоа што промените се случија и се најавува нова стратегија, нова енергија до вистинска енергетска ефикасност. Доктор Христијан Мицковски, како нов мандатар, вчера го доби мандатот да формира нова влада. Во корпусот на сето тоа ќе биде дефинирано Министерство за енергетика. Еве, ми дадов еден поголем број прашања. Повелете. Добро, јас ово би го преформулирал, дека ние бевме како едно мало треперење на пеперутката, ама направи грудка снег и лавина на Хималај. Без да се вклучува медиумите, ова немаше да помине. Благодарам. Земам за право, нема да ми дозволите, нема да ми замерите. Зошто велам? Тие што се приклучија медиуми, имаше гласност и јавност. Ако тоа не излезеше во јавноста, ние можевме да чукаме на врати, било кој, немаше тоа да се прикаже пред јавноста зашто зборуваме. Ние зборувавме дека тие проекти предизвикуваат штета, која што не е кусорочна, него ќе се провлекува, ако беше Чебрен, многу години, еден цел животен век на генерации млади. Исто тоа се случи и со 4 проекти кои што беа најавени како стратешки партнерски односи, за кои што исто така, внимателно читајќи ги, увидовме редица елементи кои што беа според нас со коруптивна основа. Ние само се обидовме да обрнеме внимание на надлежните органи дека се случува нешто што е штета на македонскиот народ. Вака да кажам сега, државата е како еден организам, да кажем, како организмот на човекот, државата функционира исто база на некакви органи, викаме државни органи. Тие државни органи се институциите. Ако институција е една не функционира добро, организмот има проблем. Ако повеќе институции не функционираат, би рекол медоветни се, и од денешка веќе организмот, државата, би рекол, вирее, вегетира, не живее, не оди напред, преживува и полека вене. Тоа ни се случуваше, барем да кажам,
во секторот на енергетиката, ама тоа не беше предизвикано само тој сектор, него и од сите други органи во овој државен организам, државни органи кои што не функционира или се правеа недоветни. Знаеш, не сонја. И кога дојдов, еве вчера добив еден документ и сакам да покажам За мене предизвик и да како задоволство. можеме ете и државните органи кои што се моćни, на кои што треба да се подпираме, да владее правото. За појаснение, вие се обративте до 5 Значи, институции. зборувам дека ние ете на стогаш се обративме до сите можни, неможни институции во Македонија Да го регистрирате. да кажеме дека се прави Криминал. штетна работа која што е во спротивност, а и да кажеме со позитивни законски одредби, не знам дека имаме и негативни законски одредби, и така е тој жаргонот судски. И поднесовме пријави до Докаде се? обвинителство, еве да кажам, Поред. велиме, еве ви елементи според нас дека се прави, имаме Основано сомнение сомнение за дека еве ви документи, ова е сомнително, ова е сомнително, ова е сомнително, наброено, наведено десетина и повеќе. И ве молиме во рамките на вашите надлежности да превземете мерки. И плюс, ние ги немаме пристап до тие други натрешните работи. И одговоров вчера го добив. Шо вели ве молам? Значи, Ова е ексклузивно прв пат го објавувате. После свадба тапани. По свадбата, кај нас е вообичаено тоа. И што вели? Па бидејќи не се донесе законот, вие се јавивте, нема предмет. Многу. И сега јас како за гледачите да разберат, ова е некако слично, една банда влегува во банка, ја плячка, собира пари во торби, ама некој јавил на полиција, ама ја плячкат некој од надвор, одите, спречете ги, и полицијава на врата ги гледа, овие ги спуштаат торбите со парите и кат нема предмет, ние не ги изнесовме парите од Парите се банка. тука. Сега, што е работава? Ако ние не се ангажиравме, ова може би ќе пројдеше, а може и многу вакви работи минале, гледате, се прават недоветни. Ќе кажат, вие сте пишале и до собрание, сте пишале и до Комисија за економски односи, и вашава пријава имала ефект, не го донесува законот, не ги подпиша договорите, нема предмет. Абе, луѓе, подготовката на договорот е веќе таков договор е Кривично криминална дело. работа. Криминална, ако има вакви елементи, тоа е предмет на истражување на надлежни органи, да како смееле тоа. Знаете, не го подпишав ја или некој оилевци, доилевци од улица, го подпишале тоа барање министри, го подпишале, го буткале вице-премиери во моменти кога дури немале право, кога беше техничка влада. А премиер, Разбирате што со колкав притисок беше да се подпишат овие документи. Аме двајца премиери, Рековме, вице-премиери го буткаат да помене. И одеднашка се ги јавува ненадлежно обвинителство, тоа нема предмет. И јас сметам дека ја не сум правник, дали навистина нема предмет, како пише, не е изгласен, обвинителството не може да се впушта во испитување на околности за настани кои не се случиле. Значи, Настанот одговорот не се е... случил, па ние вајлиме договорите беа штетни, а не дека не се усвоени. Значи, ова е, ќе ми дозволите, значи, од основно јавно обвинителство на градско општество. Да. И за сега одговорот е кој ќе видите на 10 мај. Веднаш после изборите. После избори. Ова се вика кога имате недоветни институции, не знам како да употребам кој зборе, не се неспособни, не знам како, демек не функционираат како што треба. Ако органот не функционира,
треба да го лекуваш или да го замениш. Дали може да речеме дека се соучесници во овој криминал? Бидејќи недовете не може, ако ти молчиш и не реагираш, а при очи си слеп, значи дефинитивно се учесници на се тоа. Дали ова дава заправо, професоре, со оглед дека гледаме, многу реагираат, меѓутоа народот се го кажа своето. Преку 600.000 гласа дојда против нив во корист на другата политичка провиденција, кој се надевам и верувам дека треба овој пат да донесе вистината во вистинска смисла на зборот, не е проформа, туку на дело, и да се спротистави на неголемото зло, криминалот, корупцијата. Не ме прашајте мене, зато има пак надлежен орган. Они имаат, како си като совет на јавни обвинители. Так. Тие треба да земат мерки, не ја. А ние, еве кажавме, не само ова. Например, и на една друга емисија, исто јавно, по број, кажав, тендери, кои што се штетни, со докази, што вели народот мува неки лази, допрен глас не важи, Токму го земавте зборот, по допрен глас. глуво, неми, слепи. Па затоа велам. Значи правдата оние трите мајмуни, не слушам, не гледам, што не зборам. размислувам. Имаше едни такви убави фигури, вака се однесуваат некои наши институции и веројатно е крајно време, тоа и ова во најава владата една најавува да се распуштат тие совети, не да се укинат. Во нив да дојдат луѓе според знаење и квалитет, а не делегирани по партиска основа, бидејќи на ниеден од тие пријави кои што се однесува, еве гледате, не реагира. Не би сакал да спомнам, имаше милион пријави од ВМРО, имаше за Мерко, викат десетици. Тоа се еклатантни примери, ме испративме и ние, некои, ама немало предмет. Професоре, во начинот на новото, што рекоме, со нова енергија, и енергетска ефикасност, би разговарал, би понудил неколку предлог теми и верам дека ќе најдам разбирање за ваш одговор. Институционална реформа. Беше спомнато ново Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Многу е природно, и ние што сме во секторот, че секој си зборува за свое добро, би рекле, но ако ние во Македонија горе-доле околу 5 милиарди е буџетот годишен, и ако во 6 доаѓа до 5. Да, нешто 5,5, ај за 500 милиона да не се ценкаме сега, дај рака 5,5. Ако енергетика врти пари, таа дејност, 1,2 милиарда, па заслужува да има министерство. Заслужува за да не се случуваат вакви работи. Заслужува да размислува да се обезбеди независно снабдување со енергија, со сопствено независно производство на енергија од сите можни ресурси на нашава сиромашна Македонија, која уште повеќе финансиски осиромашија во овие последни 7 години, како што гледаме од некоја долг 20 или 30% за 7 години, пробивме звучниот зид од 60%, што е страшно. Ние зборуваме каква ќе биде владата, оваа влада вајда 2 години не може да ги врати парите кои што се на безобразен начин подпишани договори во последните 6 месеци. Јас се надевам ќе посветат внимание на тие договори, дека ќе најдат начин да не се реализираат сите од нив, затоа што има многу работи кои што се за малку подработчено истражување. Не само ние укажуваме, не можеме да истражуваме, немаме надлежност да добијам записник кој решил, кој подпишал, кога било тоа, како ги дале парите, како може една организација 3 работи со 20 луѓе милионски суми да ги реализира. Има милион мали да се решаваат. Тешка задача, еднашка на Аргиеви штали, како херкуловска работа. Треба како Херкул реката ја свртел во шталата да ичисти, одека Бога ми на нова влада.
Навистина е добро, треба да ја реши органите да функционираат. Сега имаме што не функционира дури. До толку. Умртвени. Значи, секој орган треба да си функционира. Ако малку не гледа, очила ќе му да ако не слуша, апаратче за слушање, луѓе, се решава, те боли нога, има оперативни запати. Органите на државата мора да функционираат. Сега, това е едно реконструкцијата, кај што оди со Министерството за енергетика. Како можат да влезат во инвестиции, ако немаш ти Министерство за енергетика, кој што досега имаме еден сектор. Тој сектор не може ништо да направи. Во рамките на економија. Моментално во Министерство за... ајде да подсетам што е денеска на мојот Фејсбук, го подсетив со Блумберг, зборувавме, укочено е градежништвото во Македонија, затоа што не е навреме донесен измените, дополнување на законот за енергетска ефикасност, од лани стојат во владата, со кој што се продолжува овластувањата на енергетските контролори, со кој што се продолжува лиценците на фирмите кои што смеат да вршат енергетски контроли. А што е финтата тука? Без тие потврди кои што се издаваат од овие институции, не може да добие градежна дозвола градежник ако сака да гради. Но ако не довее тој така наречен енергетски пасош на изграден објект, општината не смее да му издаде, да кажеме, дозвола за користење, за употреба. Ајде да не кажам, после не би смеел и не би можел да го пријави у катастар. Значи, не може да го внесе да го користи. И днешка имаме застој, веројатно најмалку од година дена, во секторот за градежништво. Да. Општините кукаат. Да. Не е донесен, дали се недоветни, дали е тој збор правиот, да. Ама мислам дека е, неќу да кажам дека е нарочно. Не е хипотетички и прагматично. Доколку имавме институционална реформа, да речеме, ново Министерство за енергетика, дали би се случило тоа што се случило за украинско-руската војна, кога веќе знаеле владата на Заев, заедно со Али Ахмети, дека војна ќе има, тогашниот председател Стево Пендаровски посвестум или во знак на револт кажа дека да, и Заев и Ахмети знаеле за војната во Русија и Украина кога ќе почне и не се обезбедени енергетски потенцијали, струи, електричка енергија, газ и сето она, за да потоа стане на контрабанда, што сакам да кажам, значи да правни чисто криминал, да се купат набав струја по електрична енергија по скапа цена, да се излезе од компасот. Тоа беше прагматично прашање. Не би рекол дека до толку далеку се развивале нивните размислувања, но мислам дека од секогаш беа они што е точно да решат нешто на брзинка. Како беше она тросна маса, решено Заев еднаш како кажа, нели, ќе тресна на маса, Уставен суд, Врховен суд ќе го реши. Суштината е, видите ги, сите тие проблематични проекти кои што треба да се потпишат, кои што се вредности милиарда, бориме за убави, вака дебели. Знаете кога ги потпишуваат? У декември месец пред можни избори. Сумнително е, сите го најавиле у март, ама доаѓа да се решава преку трупа кога сите мислат подготовка на избори, зборам истото е со Чебрен. Чебрен, да. Ама не е само со Чебрен. Во истиот тој во декември е потпишан и овој што го пуштија сега во погон Богословец ветерниот парк. Да. Тоа се 36 мегавати ветерна централа, која што е со фидинг тарифа, скапо се плаќа. Не вреди толку електричната енергија на пазарот да купиш, колку што му ја плаќаме на собственикот на тоа. Наместо електростопанство да го изгради и придобивката, профитот да остане на народот, да му безбеди
стабилно снабдување со колку што е можно поевтина енергија. Така. Наместо да отидат во Битола, да ископат собствен јаглен 7 години стојат. Колку што имам некои сознанија, може и да грешам, може би за една година може да се отвори површинскиот коп Живојна. Може би за една година. Дел. Затоа што на втората година веќе може да се вади јаглен кој што би се користел во рек Битола. И не би требало да се трошат цената, таквата наша цена не би била повисока. Порано бе $18-20, нека стане и 30 евра. Ни требаат обично 2 тона јаглен за 1 мегават електрична енергија. Тоа би дошло на 5-60 евра, што е негдека со колку што ја продава сега ЕСМ, електричната енергија на ЕВН, да не го зборам ЕВН. Јас кога продава на ЕВН со 57 ли беше, 56-57 евра мегават саат, ќе беше тука негдека прифатливо, придобивката ќе му останеше од поевтината хидроенергија. И ќе беше позитивно, како пред 7-8 години електростопанство на Македонија беше богата која што финансираше културни активности, спортски активности. Сега е најголемиот загубар на Македонија срамно. Се знае и зошто. Значи тоа да се направи, ќе работи, не мора да се ба, а сега колку да знаат. Купуваме јаглен по 64 евра тон и треба 2 тона 125 евра. 125 евра во старт е само да произведеш електрична енергија во рек Битола. А на пазарот е 70. Јасно? Секако. Не случајно е, се надам дека нема да ми замерат колегите, ја не сум суетен, може би единствен што не сум суетен, тоа признам, а предизвик ми што сум прв што ја почнал оваа тема, а во интерес на се тоа што нас ни преостанува и не очекува со новата влада, со новите мерки, и нека биде еден катапулт, да речем со еден збор. Мојата втора предлог, тема што би сакал да ве замолам за одговор, инвестиции во општини, 250 милиони евра, дел за мерките на енергетската ефикасност. Ве молам. Тоа е, според мене, еден од најмудрите потези кој што е во почеток на владата и објаснам зошто. Така. Кој ќе дадат пари на општините, а тие најбрзо можат да ги ефектираат со превземање на мерки за енергетска ефикасност во објектите кои што се во нивна надлежност. Што можат? Можат да ги направат фасадите на објектите кои што се надлежни, да смалат потрошувачка на електрична или топлинска енергија, да се намали увозот. Нема да даме пари за увоз на електрична енергија. Днеска гледате, тоа е најдобриот ресурс на Македонија, мерките за енергетска ефикасност. Да вложат пари во водостопанските организации, или да ги заменат пумпите кои што се застарени, или да возможат нови кои што можеби со посебни системи довојно помалку да трошат енергија отколку сега се трошат. Значи, мерките за енергетска ефикасност дисперзирани на сите општини ќе донесат благодет и за граѓаните, и за корисниците, и за смалениот увоз на електрична енергија. Тој смален увоз, ја би рекол, за мене увоз, ако го купувам од домански производители, кој што е Тето Скопје, ние го плаќаме по пазарна цена на берзата. Некоја е таа цена си го плаќам, може домакинствата малку се заштитени, може би и не. И го плаќа стопанството, го плаќа скапо. Сега велат, домакинствата со тој универзален снабдувач плаќаат релативно висока цена по мегават, а на пазарот е доста поевтино. Дали сега да идат на слободен пазар? И сега тоа ќе се види. Државата, органите на државата треба да профункционираат. Министерството за енергетика треба да размисли, да види кој модел е најдобар за граѓаните, значи за жителите на Македонија. Кој е најрентабилен? Може би треба да размисли да се формира дополнителен институт кој што со ова сериозно ќе се бави и ќе се развива Институтот за енергетика, во кој што ќе ги задржиме младите
квалитетни Стручни, инженери, да. на кои што тук преку тој институт за потреби на стопанството, за потреби на државата би ги работеле своји магистерски, докторски работи насочени кон проблеми што се потребни на државата, се отвараат нови хоризонти за работа. Како да гледаме некој свеж ветер во грб, да не поттурне малку, да трнеме напред од ова учмаена средина сега и да се насмееме тоа сидрото што влечело Назад. Напред влечело. Напред, да. Тоа е. А професоре вика без ука нема наука. Ја Така тука е. би додал, науката без научна мисла стагнира, стопанството, финанси, за академски институции, формирање насочени институции, да речам. Добро. Институти, пардон. Рековме што органи и спомнавме- организми, нели? Да. Тоа е исто така еден од органите. Ајде да го кажам, таа сива материја. Без наука нема напред. Така. Ја велам, за нас во Македонија наука е да ги реализираме достигнувањата кои што понапредните, побогатите земји ги реализирале. Исто да направам сопствено возило, многу би ми значило. Да направам сопствен котел, па едно време ги правевме, Благоја Давков произведувавме, правевме фрижидери во Георги Наумов. Ке речеме мал пазар, ама секогаш може да се најде, да се соработува, да произведуваш. Имаме и такви фирми, да ги спомнеме. Алкалоид, Да. не работи сега, мал пазар, ама го прошири. Па ја ќе кажам и Брако од никаква фирма стана фирма која што извезува надвор од Македонија за пофалба. Имаме повеќе такви фирми, помали, кои што успешно, да не ги не ги набројувам, кои се, и има можност. Треба да се инвестира во нив, треба да се соберат децата наши, млади, да се вработат во такви фирми, во кои што ќе се подигне или да придеме да го смениме образованието, да видиме што е потребно на стопанството. Немаме насочени средно образование. Сите напаѓаат економско средно и не знам кои сите размислуваат да бидат административни работници. Парите треба да бидат преку стопанството, затоа што само тие прават да дадена вредност, другите се само потрошувачи. Истото тоа треба да иде на факултетите. Технологиите се менуваат на 4 години. На факултет стекнуваат основни знаења, за да можат да ги поврзуваат работите, да откриваат преку работа на работно место, да стане стручњак, да научи и да го развива. Ама тоа се постигнува преку работа, уз работа. Да имаме брзи промени на специјалистички насоки, не е тоа мала работа, учмаени, што велиме, треба талентите да се откриваат од градинка и да се стимулира, да не некој сака да оди на надпревар негде кад дете, некој гледам, не знам што е математика, немаат пари родителите, платат државата си свирка, не? Што ми е гајлет, бил талент, нека мисли мајка ми, татко ми, какви макики има, со талентирани деца. Свесно ги уништуваме. И влада една лоша фама, но таа ние насадија. Ние не можеме, ние сме мали, ја велам, можеме, свесно се збори тоа или така? Свесно можеме, знаеме и треба. Државата треба да ги финансира сите наши работни организации. Максимално треба да даде работни задачи на македонското стопанство. Макар да се и поскапи. Ако нешто не знаат, ќе купат знаење од надвор. Не ние да дадат работата на странска компанија, ние измеќари. Не. Ние ќе ја водиме, ќе го ангажираме за исти пари, ама ќе му кажеме како треба. Нема, многу е друг однос од тогаш. Ве мало простете ми, че упаднал збор. Гостин ми беше председател на партијата на македонците во Србија, господинот Трајковски, Горан, кој вели, не ова девастирачка политичка структура што беа 7 години, претходната инвестирала во умови македонски кои живеат во нашата соседна држава на север, на еминентни универзитети, Сорбона и да не речем, и завршија со голем процент, голема оценка,
и ни да се јава, да ги инкорпорира, да ги заборавиле, ги суспендирале делит. И господинот Горан Трајковски во мојата емисија енергично реагираше и вели: Слободане, ова не иде вака. Не иде. Еве, свесно уништивме наш потенцијал, наша македонска генетика, наш македонски развиен IQ на висока, со висок коефициент, на Сорбона, на Харвард, да им дадат високи оценки и ги тргнат. Вижте, тоа е специјална војна за уништување на еден народ, на една нација, апсолутно специјална војна која што се води 30 и повеќе години. Затоа беше и безвојно одвојувањето од Србија за полесно да не моделираат. Затоа по ноти не уништуваат и не знам дали ќе успееме да се одбраниме, моќни сили, темни сили и еднаш, да, мислам, ценетиот Русјаков полушеговито им вика, веројатно шанса е само Трета светска војна да се спасиме од тој притисок на анаконда што може би ќе не удари. Треба да се бориме, отпор треба, дури и академикот Коцарев кажа, отпор. Да. Ние велиме, инженерите, знаеме и можеме, ако се отворат јавни работи, а овие пари, како што гледам, ќе одат и во таа насока, и ако некој памети, некој прашуваат, вие сте против, барем мене лично ме апострофира, вие професорите што се мешате во ова, вие треба да држите настава само. Не, ние сме граѓани на Македонија, ние сакаме да успее и ќе кажеме што мислиме и нашата задача главната артерија сте вие. А не само во просториите на училницата. Ние ќе се обидеме нашето знаење јавно да го изнесеме, а тие кои што ќе мислат дека повеќе знаат, нека се спротивстават со аргументи. Еве што е работата. Појлете. Дали да ги взимаме да имаме странски инвестиции? Да. Ама без да му давам штетни договори од Македонија, што викат на зелена ливада. Кај нас го викат Гринфилд директ. Нека почне, нека гради и на пазарот, нека учествува со свој производ. Борете, ќе вработи луѓе, ќе работи се добре. Ама ја сакам да имаме наше македонско собствено производство на енергија. Што беше made in Macedonia. Собствено. Да. Ето, собствено, ама ако немаме пари, мислам дека, да не кажам колегата Мицкоски се председател, премиер не ми е колега. Како премиер, како професор е колега. Како професор сте колега. Истото го најави што и ја еднаш, кога мислам сум го кажа. И јас сум за учество на странски, ама 51% акции мои. Да бидам домаќин јас, газда да бидам јас. Абе, партнери на мој терен, работам по моје, да не делиме добивката, не ти да ми кажеш како, ќе делиме честно, однапред договорени, учествувај и сега велат, најави, векат професорот или идниот премиер, како го апострофираат различно по штампата, 1 милиарда, што ли ќе и измисли во енергетика, ќе измисли она што е најповолно за Македонија. Јас сум убеден дека ќе бидат добри проекти, дека немаме многу. И нас ни треба прво енергетската ефикасност ќе ја реши веројатно со овие 1.250.000 годишно преку општините дисперзирано. Така. Професоре, ама за големите проекти јас сум убеден дека он има контакти со некои влади на пријателски земји, кај што ќе постигнат со тие фирми што би испорачале опрема да направат добри договори. Или, ајде, ако веќе не го земали тоа предвид, а ние го спомнуваме, крајно време е да направи една брза посета во Франција кај Макрон, да му понуди тие фирми што правеа студијата за Вардарска долина, интегрално решение со Црна, со каскадите на реката Црна, да се вратат тие фирми, да видиме, да се направи разговор. Ќе најдат начин да понудат, заинтересирани се. А Бога ми, тогаш
Може би и Макрон ќе го смени условот, што него Ама, рампи да ви влезе во Европска Многу благодарам за ова, за Вардарска долина. Да. Вучич што прави Кобајаги купи 10 авиони, подпиша меморандум, кој ќе ги купат ќе видиме. Да, многу благодарам за Вардарска долина, што вистина професорот, подсетете ми авторот кој беше на почина, мислам дека ли... Не, тоа имаше комитет во Македонија, колегата Данчо Јордан Ставрев беше као директор на тоа. Ја третира ова тема во една школски другар, Љупчо Гајдов цело време зборува Вардарска долина, французите дојдоа, решија. Не знам дали беше некоја без везе, демек кога понудиле нашите, они рекле не во тоа, него да го направиме градски трговски центар, како нешто. Не ме фаќате за збор, може погрешно сум го разбрал, да немаше такво нешто. Имаше голема желба да французите да влезат и да Никош не е доцна, никош не е доцна. Да. Вардарската долина очекува да се реши. Тоа е едно благословено решение, затоа што со малото подигање на брани не се решава само енергетиката, него оној проблем кој што се повеќе ќе не удира по глава, а тоа е се помалку врнежи, се поголемо недостаток на вода. Од тие мали брани за време на висок водостој, лесно може тој вишок на вода да се препумпа во Источна Македонија, во Шеполието, кај што е сушата. Тој проект така и беше предвиден. Каптажи да се направат. Укинување на давачката од 200 денари, дека е супер потез. Евана е богата фирма. Да. Јас апсолутно се согласувам и од почеток реков и на некои мои други коментари дека тоа не е 200, него е 236 денари со 18%. И дека на најголемиот број на домакинства во Македонија, бидејќи тоа се знае преку регулаторна комисија, дека се најголем број им учествува со над 10% во вкупната сума. Какво поевтинување, какви благодети од ти му покачаш. Например, на мојата домашна сметка тоа учествува 14%. Како зголемен давачка. Сега. Сме платиле приклучок се и сега некои електроинженери велат, ама знаете, кога не трошите електрична енергија, пак има трошок во линијата, мора да се одржава напон и се прифаќам. Па колку им признаваме таа мрежарина што ми ја плаќаме, загуби во мрежа и уште нешто да спомнеме. Дали граѓаните, народот знае дека сите 4 глави на Евана, тоа е, дај да кажам, организам со 4 глави во Македонија, се во 4-те, меѓу 100-те компании во Македонија со највисока добивка. Не зборам обрт. Со највисока добивка. Тие се недека на ниво, на годишно ниво за 2023 година, 80 милиони. Ај не 80, 79 или 70. 70 или 80 на памет. Го напишав тоа во Нова Македонија, објавено е. Точната цифра која што ја дале пријава на добивка. Размислете добивка. И овдека од РК регулаторна комисија, па вика, ние му определивме колкава ќе биде приходот, мора тој приход да се задоволи. Како ќе се задоволи? Еве уште 4-5 милиона од народот, тоа што сме го предвидели да си има толкав приход. Значи, малку им се овија. И затоа, па ја викам друга, ако РК е, и неговиот приход зависи колку овие ќе имат голем приход проценче, дали тоа влијае на оваа институција која што има веројатно едни од највисоките примања во Македонија, регулаторна комисија за енергетика, на база на процент од сите овие институции, и сега однешка почнам, по ним дига нив профит, да има поише профит и да имаат неверојатно високи плати кои што се движат од минимал на 50.000 до 170.000 некој диапазон. Боли глава. И те како? И то колку, особено со новото покачување, колку му доаѓа тоа? Неќу да рачунам. Та боли глава. Неќу да рачунам. Народот го чувствува. По својот грб. Го чувствува. Значи,
покрај сите И по други джебот, и по работи, работи. и велат, ова не, ние се грижиме за доброто на народот. За неговата, да, економска. Без да не Стабилност се грижиме за народ. Професоре, нешто зборови. околу стимулирање на просјумери наместо сончеви паркови, особено на плодно земјиште. Многу пати сум рекол дека сум против изградба на големите паркови за користење на сончева енергија. Уништување на добро земјиште. При приватни раци. Би сакал електростопанство на јаловините кај што се оно земјишно се да изгради сопствени сончеви централи, при што тој профит ќе оди во полза на граѓаните на Македонија. Зошто ова? Затоа што тоа предизвикува големи проблеми за балансирање, а тоа зголемува цената на електричната енергија, а тоа после се доведува МЕПСО бара покачување на цената за да ги плати тоа балансирање, кој го плаќа? Пак ние го плаќаме. МЕПСО произведува пари на база на парите што ние му ги даваме и од транспортот нешто низ Македонија што оди. Значи, гледате, плаќаме балансирање на овие големи, не добиваме ништо посебно и а што можеме? Дури го напаѓаат, замислите, тие биле во добивка домаќинствата и малите што си поставиле колектори. Во Полска 75% од вкупното производство на сончева енергија од така наречените просјумери. Да. Производител, потрошувач. 75%. Имам во една студија што работиме за УНИДО, викам околу 5000 организации, мали и средни, да постават по 40 киловати сончеви колектори, ќе се смали увозот за 18%. А државата дури нема да изгуби ни денар, затоа што ќе бидат инвестиција на тие мали и средни фирми. Они ќе си намалат давачките за плаќање на електрична енергија. Делот, тој што е вишакот, ќе го дадат у мрежа и тој ќе оди веројатно дел ќе биде во дистрибутивна, дел во среднонапонска. Прашање е, Еван ќе мора тоа да размислува за балансирање, тие да поставуваат батерии за урамнотежување, не да тера приватниците да постават. Или, ако некој сака да гради, нека постави веднаш батерии, да може да балансира. Така. Или уште една информација за тие сите што имаат уградено сончеви колектори полиња, добивката и пресметките што ги има ќе се влошат и се влошуваат драматично. Во сабота недела цената на сончевна енергијата е неверојатно ниска, особено 6 месеци кога има малку повеќе сонце, паѓа на нула. Значи, толку е ниска, има толку многу производство. Така да, ако рачунале за 7-8 години да им се врати инвестицијата, ќе се качи на 10, 12, 14, зависи како ќе се развива состојбата во иднина. Вие сте председател на Центарот за енергетска ефикасност. Токму сакам да ве прашам, голема е разликата меѓу сопствено и домашно производство на енергија. Да, разликата, што ја кажуваме сопствено производство е сам да си произведеш за себе. Така. А домашно производство е, да, немам ја тоа што ми треба, одам на пазар да купам. На пазар има, може, ја го спомнав дека се патлиџани, ај домати дан биде, или било што. Ако ги купам, дали се турски или македонски, ја ги плаќам по цена пазарна. Тоа сум го купил, го плаќам. Тоа е истото, дали електричната енергија сум ја купил од ТЕТО, тоа е термоцентрала Топлана, собственик е руска фирма, страна, мислам, во Македонија, вработува македонци, ама струјата ни ја продава на берза, по берзарска цена. Дали сум ја купил од него, или сум ја купил во Маѓарска на берза, разликата е 6 до 8%, само транспортот што би бил од таму, дали од Бугарија, дали од Албанија, од Босна сум купил електрична енергија, на берза сум купил, транспортот го плаќам, дома имам електрична енергија, брезански цени, плюс транспорт. Се едно ми е. Собственото производство, ако сум си насадил, си го користам, ми е двојно поевтино, освен
Ако не платам неразумно 64 евра тон јаглен од Грција преку носител фирма Керка, мислам на Митилинеос. Не Митилинеос? Мислам дека се во некои родбински врски. Врски. Да не ја грешам многу, но мислам дека стојат за тоа. Професоре, дали треба итно инвестирање во базична енергија? Енергетика, пардон. Да, тоа е императив во Македонија, затоа што сите овие обновливи извори на енергија се многу потребни, многу добри. Тоа не е наш ресурс, сонцето и малку ветер што го имаме, и хидроенергијата, ако успееме да ја искористиме, а се помалку снег има, е добра. Ама во исто време треба да размислуваме за дополнителни уште толку инвестиции, затоа што ако ја произведеме многу, а не можеме да искористиме, треба да видиме што ќе правиме. Значи, паралелно со незе треба да се постават, дали се тоа системи за складирање на енергија, како батерија, акумулатори, дали ќе ги изградиме пумпните станици на хидроцентрали, што ќе зборуваме, реверзибилни, таа вишока енергија враќам горе, па ја користам подоцна, се ослободувам од скапото плаќање за балансирање, си имам сопствени системи за балансирање. И гледате, само така целосно може се направи интегрален систем. Затоа ни треба Министерство за енергетика, затоа ни треба еден институт кој што овие студии, анализи ќе ги прави да се одбере оптималното решение со овие малку пари што ги имаме на располагање. Базната енергија е потребна за да ги покрие сите потреби на граѓаните и на индустријата во моментите кога нема сонце, кога не дува ветер. Што тогаш? Мора да имаме. Јас очекувам дека не 5, веројатно и 10 години ќе успееме или би сакал да го користиме рек Битола. Особено што он ќе почне да работи во когенеративен систем, што ќе снабдува Битола со топлинска енергија. Извонредно решение што го предлагавме пред 40 на години. Сега ќе се реши. Пред време сме зборале. И за Скопје за топланата исто. И сега, тоа е добро, а тоа значи треба да се отвори јаглен да се најде, треба да се инвестира во тоа. И, бидејќи мора сепак, тие се стари објекти, и гледаме дека стално се расипуваат, нарочно или случајно, не знам, дали е тенденциозно да се уништи системот на електростопанство за некој да го купи, не знам, ај да не речам обвинителство, нека размислува. Што обично тоа се случува во Македонија? Не знам, не можам да наведам никога. Ќе донесе до банкрот, макар да како старо железо во земја. Можам оправдано да се сомневам за 7 години толку да вложиш, а да имаш нестабилни објекти кај што се колнат сите 3 работат, а сите 3 одеднаш и не работат. И одеднаш ќе тоа е сомнително и жално, ќе мора да се инвестира во барем 1 до 2 гасни когенеративни постројки, кои што можат да бидат изградени со јавно-приватно партнерство, ама каде што се ние 51% минимум собствени, се викам, викните го Митилинеос, нека го гради, ние ќе му дадеме дел од парите колку што треба, не колку што и што бара, реалната цена, ќе го платиме и потоа ќе го управуваме со наши луѓе, со се, а он нека си го земе делот колку што инвестирал. И одеднашка се решава тоа, многу елегантно, не сме против странци, ние ќе ги поканиме. Го отвараме широм портите за инвестиции. Па и господинот Мицковски тоа спомна дека доста со политика, доста со хистерија. Дајте економски да се работуваме. Ви го отвараме портите. Не хистери да продавате, да апострофирате кога економски нема никаков фидбек. Ама тоа да си бидеме без свој на својата мајка. А што мислите, беше спомнато за можност да се дефинират 2 гасни централи и хидроветерен парк? Хидроветерен парк, ја би ги, според мене, баш ка си е хидро, баш ка е ветер, ветерните централи, според програмата, кога што беше и законските одредници, кога беше ВМРО на власт, беа предвидени
до 150 мегавати максимум ветерни централи, кои што ќе ги изгради државата, дури мислам, да биде и они почна првата со 3, може да се читат одлуките што беа, ги има, тие се на располагање, законски одредници, кои што кога дое Заев преку ноќ ги измени 3-4, кои што беше исто сомнително. Да не навлегувам тоа, дека работи обвинителство, не. Да го подсетиме обвинителството. Еве што е, хидрото има многу можности. Еве рековме цел Вардар, имаме ни уште Бошков мост да се размисли, може да се размисли горе стариот проект на Луково поле, Црнкамен хидроцентрала, кој што тогаш беше стопирано од некој за Луково поле. Зборам демек водата да не се делела, дел од водата требало знака Албанија да оди. Сето тоа може да се прииспита, да се најде начин тие води да се пренесат кон Маврово, да се зголеми капацитетот на тоа производство, се направи таа хидроцентрала Црнкамен. Бошков мост треба да се размисли дали да се влезе, да се размислува за тоа. Имаше реакции за патот на Рисот и сите други и потенцијална можност покрај било каква акумулација пак да никнат куќички да се направи наместо парк да биде туристичко место. Не навлегувам, постои секош со прави закони ќе се спречи. А ако се под вода се прават некои работи, се може, еве ги овие како хидропроекти, ама и има една можност, еден канал кај што требаш се поврзе до Матка и тоа е убава работа. Ќе видиме што ќе биде решено. Тоа се сепак договори кои се чуваат на страна, бидејќи не е добро пред време да се најават и ќе предизвикат одеднаш, што знам какви реакции, дека не, како тогаш ако се ќате ВМРО најави дека има 61 за морени избори, па еден одеднаш го снемат 3 дена и не успеа. Вака сега си ќутат мудро, кој ќе дое време, еве го, гледајте, радујте се. Да, спомнавте и тогаш кога се спротивставивме на нездата на контрабандата која дефинитивно сакаше да шичари, знаеле дека ќе изгубат и ќе заминат, меѓу да нешто да земеме некоја 100-200 милиони евра. Дали може Чебрен да го сами изградиме? Сами, апсолутно. Видите, еве ја една варијанта, колку рекоа дека виде, он ќе кошта недека рекоа 600 милиона до милиарда со камати. Тој се гради, бидејќи градежен век многу убав, се гради 10 години. 10 години и да е милиарда по 100 милиона годишно. Може да извои една држава како Македонија. Тоа е смешно. Ама сега ја како вика мали џокица, како или милметар како мисли. Ако почнеме од првата, да кажам највисоката кота, со која што ако се изгради браната, ќе се обезбеди вода дури за напојување на Пелагонија, што е исто еден од сериозните проблеми. Сега прашањето е колку веќе имаме вода. Се помалку има вода, па колку да има малку, ако направиш брана, ќе ја собереш. Колку имаш ќе собереш, ќе ја користиш или за наводнување, тоа што ќе ти остане, ќе ја пуштиш, мораш да го имаш протокот, што е дефиниран за река Црна, и ќе си тече надолу и ќе прави електрична енергија. И тие проекти се со 4 каскади. Не е со 2, не е со 1, помали. Па луѓе вре, ние што направивме со Козјак и Света Петка? Да. Па исто тоа е добре, нема никаква разлика. Што е тогаш знаевме, сега не знаеме. Нашите организации Гранит, Бетон ги направија хидроцентралите во регионов, работеа во Иран, работеа во Ирак, работеа во Русија. Има многу објекти направени во енергетиката. Во енергетиката. Ја ги објав неколку слики кои што се градени од нив. И тоа не ги градеше цела фирма. Едно озете тогаш. Што треба многу? Треба градежна оператива. Ќе бидат инкорпорирани, се работи, после се прават патишта. Таквите јавни работи ќе го подигнат духот, ќе има вработување, отварат работни места за градежни инженери, геодетски инженери, електроинженери, машински инженери, луѓе, море, економисти, правници, сите ќе се вработат, екологисти. Нека се почне, со мали пари се почнува, се направи прво патот, ќе се направат разводни системи.
ќе се направи договор со испорачателна опрема, ќе се испратат наши луѓе да проучат како они проектираат, да научат. Ќе му залепиме на тој што е најумен двајца наши млади инженери у чекор, да учат од него чекор по чекор. Создаваме кадар. Ако сами го направиме, имаме референца, ќе понудиме работа надвор од Македонија. Така се работи. Со оглед дека имам сведоци сме на штетни договори, нетранспарентни. Дали тоа значи дека ова влада треба да прекине, да стави адакта, таков начин на нетранспарентност, да биде народот информиран, консултиран, сепак пред се со научната фела, вас. Вие сте главната артерија за корпусот држава. Имаме во Македонија многу разумни умни луѓе. Не се направите места. Недоветни луѓе се на раководни позиции. Не знам да кажам, луѓе кои што може би знаат, штетно работат, некои се плашат. Ја би рекол во правосудниве системи се уплашени да работат против, демек да кажеме, буџи, демек да не настрада, или што знам, или сите се со некакви, или сите имат некои опашки и се врзани раците, не смеат ништо да мрднат, зашто и они ќе потонат со тие. Веќе нема друго да не превземеш мерка кога ти доставуваат документи, значи се плашиш, или не знаеш, или си и ти крив. Професоре, како гледате Македонија во наредните 5 години? Јас можам да зборам што јас сакам да видам. Повелете. Јас би сакал да се ослободиме од надворешни притисоци, да се свртиме кон внатре, ако може, да отвориме работни места, за да ги вратиме нашите деца што работат надвор на високи функции. Викам, нас ни треба сива материја, направи места, мозок. Само мозокот влече напред, само нови достигнувања, високотехнички достигнувања. Не мора наука да измислиме вселенски брод за Марс. Доволно да направиме автомобил дека, а не да дојдат однатре прават, за да отвориме ФАС 11 октомври. Дошол еден си работи, и тој си работи, или давадовме пари за електрични автомобили, ама реко не ги дадовме, а ми имавме намера. Гледате, кој ќе се носат, не може никој да ги следи сите вакви законски одредби, ако нема свес, ако нема љубов кон татковината, ако не се однесуваш честно кон татковината, ако Македонија не ја рачунаш како своја татковина, ако имаш втора татковина, тогаш е веќе проблематично. И ја не знам дали може да се донесе закон, дека ако по извршните функции, значи собрание, влада, па би рекол, може и некој високо директорски, дека не може да биде ангажиран човек со 2 пасоша. Ако тоа се направи, ја мислам малкуцка поинаку ќе размислуваат тие, дури ако направат криминал, да не може да бега, па нема депортирање, па не знам ова нема она. Ете, тогаш ќе видиш кој се сака. Тој што вели дека не му е Македонија татковина, нека оди нека на висока функција надвор од Македонија. Нема друго. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Благодарам што ме поканивте. Задоволство ми беше. Беше чест и секој случај. Не случајно почнав со вас. Со тоа што вие сте јадрото, вие сте вистинската артерија како научна фела. Дадовте многу одговори на прашања што верувам ќе допре до новата власт. Секако вашиот колега, професорот Мицковски, кој е еден премиер, кој дефинитивно верувам има слух за соработка и ќе го слуша гласот на науката и на научната јавност. Гледаме со години, многу е внимателен и што викаат некине зелени во секторот и драго ми е дека така се постапува. Тешка му е работата на ивица на води вака, гледате националното прашање, економијата, финансите, страшно е се ова. Меѓутоа и хабитасот е битен, да се подсетиме и неговиот татко, господинот Иван Мицковски, еден од големите научни
работници, Да. позната е неговата сопирачка на возовите, Не само да тој има повеќе патенти кои што му се на ниво на со кои Македонија Македонија треба се гордее. и кои што се користат. Да. Зошто народот се молчи и не сака да ги каже вредностите на луѓето, јас не би остала во друга емисија. Но како и добро. да е, не смеме да се плашиме од успешните и подобрите од Никој нас. не бил пророк во своето село, така веле. Да се ми живи и здрави, уште еднаш ќе ви благодарам. Почитувани, еве, со оваа емисија, со нова енергија до енергетска ефикасност, јас отворам еден серијал за и околу што не очекува во наредниот период, бидејќи видовме каква е нашата надворешна политика. Значи, се, али не е она што треба да биде. И ред по ред тоа ќе ги дефинирам. Еве, нека виде тој мој серијал на емисии. Бите ми живи и здрави. Се гледаме у вторник во исто така една супер ексклузивна емисија. Пријатна вечер.